јазик да им се на парите што ги зима. Да дај Господ побрзо владава да падне и овие политичари да ги снема, еден да не остане. Лавина реакција од граѓаните откако функционерите дебело се офајдија. Паричниците согласно априлската плата одсега ќе им се потешки за околу 1000 евра, и тоа по одлуката на Уставниот суд. Најголемо покачување од овој месец ќе имаат председателот Стево Пендаровски, спикерот Талат Джафери, како и премиерот Димитар Ковачевски. Согласно новото зголемување, собранискиот спикер ќе биде политичарот со највисока плата во земјава, и тоа од 166.000 денари. По него следи шефот на државата кој ќе добие 1500 денари повеќе. Платата на премиерот Димитар Ковачевски од овој месец ќе тежи 156.000 денари или нешто повеќе од 2500 евра. И додека за функционерите има огромно покачување, за граѓаните речиси и да нема ништо. Бурно реагираат зашто, како што велат, едва е крпат крај со крај. Алал да им е, да можат уште по 2 да си стават, а ние ќе идеме со 2000 денари на пазарче со две најлончиња. Алал да им е, така треба, уште по 2 да им дадат и да не ги колнам. Им пожелувам тие пари што ќе ги земат, арам да им бидат. Арам да им бидат. Се што имаат земено на повеќе од тоа треба да вратат во буџетот, а владата ништо да не работи да ги врати коефициентите како што требало да бидат. За народот ништо нема од За народот никој пат немало ништо, поготово во последно време. Тие ќе се коригираат, ама не се коригира, парите на сите му се сладки. Кога треба за нив да намалат, не може. Не е во ред, зашто ние пензионерите многу малце пари земаме. Не стигат парите. Се е поскапено, никаде ништо нема поевтинето. Па функционерите кај нас така цело време 30 години така функционираат. Ништо чудно. Треба да има систем. Значи немаме ние систем. Од почеток темелот не е направен како што треба. Што да збориме дале? Дебело се офајдија и вице-премиерите, на чии сметки ќе легнат суми од 122 до 129.000 денари. Најблиските соработници на премиерот, вице-премиерката за добро владење Славица Грковска ќе зема околу 130.000 денари. Вице-премиерот за економски прашање Фатмир Битиќи околу 127.000, додека првиот вице-премиер Артан Груби, министрите за надворешни работи и за одбрана Бујар Османи и Славјанка Петровска имаат плата од 125.000 денари. На сметките на пратениците, министрите, гувернерот на Народната банка, уставните судии, потоа градоначалничката на Скопје, јавниот и народниот правобранител, на сите ќе им легне плата од над 120.000 денари, односно 2.000 евра. Инаку ваквото енормно зголемување на платите на функционерите во време на криза предизвикува огромен револт во јавноста. Иако владата најави законски измени за намалување на коефициентите за пресметката на платите, од тоа барем засега нема ништо.